Денови на избори и повторна кампања. За 2 недели ќе се знаат новите градоначалници. Злато се бара. Светот трага по ретки минерали важни за новиот ноу-хау во светот. За вештачката интелигенција, но и за војни и ракети. Во светот има над 5000 минерали, а 400 се сместени во мистериозниот Алшар Подкожов. Академик Глигор Јовановски, овогодишен добитник на наградата 11 октомври. Кога славеше Ману во 2017 година 50 години од постоењето, беше подготвена една монографија која што се однесуваше на приоритетите на идниот развој на Република Македонија. Во рамките на оваа монографија беа вклучени неколку поглавја, меѓу другото и поглавието за состојбите во образованието и науката и мерките што треба да бидат преземени во иднина. И ние ја подготвивме стратегијата. Јас бев замолен од страна на тогашниот претседател на Ману да го подготвам текстот за образованието и науката. И првиот дел од тоа поглавје се однесуваше на еден осврт на состојбите и проблемите во образованието и науката, а вториот дел се однесуваше на мерките за надминување на тие состојби. Се сеќавам, набрзо после прославата, Ману беше посетена од страна на тогашниот премиер и ние му ја подаривме книгата, монографијата, и се сеќавам на посветата напишавме дека се надеваме дека овој пат институциите, одговорните министерства на владата, начело со премиерот, ќе се ангажираат да ја проучат стратегијата и да преземат мерки и чекори за подобрување на состојбите покрај другото и во рамките на образованието и науката. И навистина се надевавме дека ќе има некаков одек, но во периодот што следеше немаше никаква повратна информација, немаше никаков одек и еве тоа е одговор на прашањето колку се земаат предвид определбите на Ману во различни видови на стратегии. За да не биде едноличен животот, во Трилинг бараме одговор. Зошто во Скопје се собрани 130 масони од целиот свет? Разговор со најпочитуваниот голем мајстор на големата ложа на Македонија, Маријан Герасимов. Кои се, како се регрутираат и каква е моќта на македонските масони? Почитуван Маријан Герасимов, голем мајстор на големата масонска ложа во Македонија. Што значи да се биде масон? Господине Чомовски, добре дојдовте во храмот на големата ложа на Македонија. Ми причинува голема чест и задоволство денес со вас да ги споделам своите чувства и да го споделам моментот на одбележување на голем јубилеј на големата ложа на Македонија. На вашето прашање ќе се обидам да дадам краток и прецизен одговор, независно што ова бара широка елаборација. Слободната масонерија е една од најстарите и најголемите глобални светски организации со секуларен, неполитички и добротворен карактер. Во современи услови тоа е езотеричен, иницијацијски ред со граѓанско-правен фундамент и легитимитет, чија основна движечка идеја на делување е филантропската и длабоко хуманистичката. Тој е организиран масонски ред на луѓе искрено посветени на високо морални, етички и духовни вредности, базирани на братската љубов и филантропијата. Со векови, слободните масони ги негуваат и следат своите 3 свети начела: братската љубов, добродетелството и вечната потрега по осознавање на вистината. Господин Герасимов, ова е вашиот костум и регалиите што го одбележуваат статусот на еден масон. Која правеше орнаментиката и од каде ги набавувавте регалиите?
Нашата регалија е специјално дизајнирана и изработена во Лондон од најпознатата масонска работилница за изработка на инсигнија и регалија, тој Кенинг енд Спенсер, во 2005 година, практички тие за потребите на големата ложа на Македонија ја дизајнира и соодветно изработија и ова е уникатна регалија која има само големата ложа на Македонија. Вие сте шестиот голем мајстор на големата масонска ложа во Македонија. Кога одлучивте да пристапите и да бидете дел од масонеријата, односно да станете масон? Јас сум еден од основачите на големата ложа на Македонија, иницииран, еден од најмладите инициирани масони пред 24 години и припаѓам на втората генерација македонски масони, втората генерација после онаа прва славна генерација на славни лондонци, основачи на големата ложа на Македонија, така да мојот пат во масонеријата трае веќе 25 години, речиси. Меѓу себе се ословувате со брат. Имате специфични карактеристики на поздравување. Како се препознавате меѓу себе? Се препознаваме со символи, односно со своји знаци кои се познати и достапни само на браќето и тоа во зависност од рангот, односно на степенот на кој се наоѓаат во тој момент. Масонското седиште на англиската ложа во Лондон е на Хај Холборн. Што се сушност масоните? Постојат различни размислувања, одредени резерви дека се работи за тајно друштво кое на некој начин го тресе светот. Во современите демократски општества, слободната масонерија никако не може да се дефинира и третира како тајна организација, со оглед на неспорниот факт дека фундаменталните масонски цели и начела се јавно познати, а формалните документи за легалната регистрација на секоја национална голема ложа заедно со релевантните конституции се транспарентно достапни на институциите на државата. Така да кога се зборува за тајна организација, тоа не е тајна. Но со векови слободната масонерија има свој ритуал и практички тајните се ритуалните работи кои се достапни само за браќата, односно за членовите на масонеријата. Значи, со еден збор, слободната масонерија не е тајна организација, но е ред кој има езотерично инициацијски ред кој има свој тајни. Сега одбележувате 25 години од формирањето на ложата во Скопје и 2 децении од формирањето на големата ложа на Македонија. Колку во моментов има масони во Македонија? Големата ложа на Македонија е мала, или како ние што сакаме да велиме бутик масонерија. Во рамките на големата ложа на Македонија, под јурисдикција на големата ложа на Македонија работат 7 ложи, како и нашата истражувачка ложи во рамките на Кватор Коронати редот. Ние сме, како што кажав, мала бутик масонерија, посебно одбрани личности кои всушност одговараат на профилот за тоа кој може да биде масон. Кој се може да биде денес масон? И дали секој може да биде масон? Значи, масон може да биде секој со вредна полнолетен човек, со вредна и добра препорака и секако, за да стане масон, треба да помине низ постапката која е предвидена со нашата Конституција, практички постапката на прием, која трае некаде отприлика околу една година. Почитуван Маријан Герасимов, голем мајстор на големата ложа на Македонија. Разговорот ќе го продолжиме седнати двајцата во големиот храм на големата масонска ложа во Македонија. Благодарам, повелете. Маријан Герасимов, лидер на големата масонска ложа во Македонија. Господине Герасимов, масони и масонерија, систем уверување или тајности на една организација чии корени потекнуваат од 17-тиот и 18-тиот век. Меѓу најпознатите масони во светот спаѓаат Бенџамин Франклин, Винстон Черчил,
Хари Турман, Монтеске, Волтер, Гете. Вие спомнавте дека македонската ложа е една од помалите. Прашањето ми е како функционирате во овие 25 години? 25 години, всушност на 2 октомври 2000 година, високиот консекрацијски тим, членови на Обединетата голема ложа на Англија, го внесе светлото во првата ложа Скопје и со тоа всушност почна патот за формирање на големата ложа на Македонија во 2005 година. Нашата масонска приказна е посебна, успешна и нешто на што сите ние членови сме особено горди. Имено, светлото во големата ложа на Македонија го внесе не било која друга голема ложа, туку мајката на светската масонерија, Обединетата голема ложа на Англија, на 30 септември 2005 година. И она што е особено важно, сакам да го напоменам и потенцираме, фактот дека всушност Обединетата голема ложа на Англија по речиси еден век прв пат внесува светло и консекрира голема ложа надвор од Англија, и тоа токму големата ложа на Македонија. Почетоците беа во храмот на македонската масонска ложа, беше во старата Скопска чаршија, сега сме во просториите на Зебра. Како изгледаше патот на регуларната ложа под патронство на големата ложа на Англија? Господине Чомовски, на темелите на силна и цврста градба, големата ложа на Македонија, консекрирана во 2005 година, сите ние членови сме посебно горди и всушност сиве овие 20 години, спомнав пред малку дека деновиве одбележуваме 3 големи јубилеа, 20 години од големата ложа на Македонија, 25 години прва ложа Скопје и 30 години масонско движење во Република Македонија. Од 2005 година, значи од формирањето на големата ложа на Македонија, сиве овие 20 години, всушност ние растеме, чекориме по патот на силното верување, силното чувство на припадност на нашиот ред и благодарејќи на лидерството на сите досегашни големи мајстори на големата ложа на Македонија, всушност ние сме денеска тука, горди на тоа што го постигнавме, свесни за постигнатото, но внимателно, мудро чекориме кон предизвиците на слободната масонерија во 21. век. Оно што можев да прочитам дека изборот се врши на тој начин што сите членови на ложата треба да пуштат бело топче, а со тоа и да се потврди изборот на потенцијалниот кандидат. Дали ви се случило да падне црно топче, односно потенцијалниот кандидат да не помине? Се тоа за што ве интересира господине Чомовски е предвидено во нашите правила и нашата конституција. Споменав пред малку, целата постапка трае прилично долго и таа е така предвидена имено затоа секој наш брат, доколку има некакви забелешки, во текот на целиот процес додека трае, зборам за процедурата, всушност, ако има некакви забележки, повторно според нашите правила, предвидени во Конституцијата, да го искаже своето мислење, за да не доаѓаме во ситуација да имаме црни куглички за кои што вие зборувате. Големи мајстори досега биле еден од промоторите на идејата Владимир Шукаров, потоа Живко Груевски, неврохирургот Јовица Угриновски, стоматологот Славе Наумовски, професор Маријан Бојаджиев и сега вие како шести голем мајстор на големата ложа на Македонија. Зошто се уште има одредени предрасуди и скепса во однос на тоа како делува македонската масонерија? Јас сум шести голем мајстор, шести поред голем мајстор на големата ложа на Македонија и како што кажав пред малку, всушност припаѓам на втората генерација масони, една од помладите, втората генерација помлади масони и всушност ние сме, зборувате за предрасуди, но знаете како, господине Чомовски, тоа е тема која вечно
и за секојаш ќе го предизвикува интересот на јавноста. Но она што ние како организација, односно како ред го правиме, всушност се обидуваме и преку нашето делување кон заедницата во општеството, всушност дел од тие предрасуди да со нашето отварање всушност кон јавност, дел од тие предрасуди да ги отстраниме всушност и ова денешно наше интервју или разговор е дел од таа приказна. Инаку навистина трите свети основни начала на масонеријата е братската љубов, добродетелството и вечната потрага и осознание по вистината. Тоа се начела за кои секој масон работи на себе усовршување и на обработка на каменот во обидот да секој ден да стане подобар, но не подобар од другиот, туку подобар од самиот себе. Да се навратам и да се обидам да дам уште попрецизен одговор на вашето прашање. Во изминатите години големата ложа на Македонија реализира два големи проекти кон заедницата. Едниот е извршивме целосна реконструкција на интензивниот оддел на клиничката болница Битола преку нашиот добротворен фонд, и вториот проект кој го реализиравме во текот на оваа година, за жал после големата трагедија во Кочани на 16 март, добротворниот фонд на големата ложа на Македонија заедно со добротворните фондови на неколку големи братски ложи од регионот всушност обезбедија средства, скромни средства и извршивме реконструкција во опрема и на делот клиниката за пластична хирургија од клинички центар Мајка Тереза Скопје. Всушност тоа е нашиот придонес кон заедницата како организација и тоа е еден од начините како да се едноставно заедницата да гледа на слободното зидарство и масонеријата како да гледа со поинаква диоптрија. Нема политика е едно од правилата, но од редовите на масоните беа председатели на држави и влади, банкари, светски актери. Тоа говорам во рамки на светско ниво. Но фактите говорат дека и во рамки на големата масонска ложа во Македонија имаме видни имиња. Политичари, бизнисмени, универзитетски професори, академици, актери. Во што е фокусот на делување на масонската? И какво е влијанието на масоните во општествениот и политичкиот живот во Македонија? Слободната масонерија како организација не се бави со политика. Всушност, организирано слободната масонерија и големата ложа на Македонија во таа смисла не се бави со политика, но всушност нашите членови, сите ние сме луѓе кои имаат своји професии надворот во секојдневниот, професионалниот и профаниот живот. Не можам да спорам дека не се тоа видни луѓе кои во рамките на своите професионални ангажмани дека немаат силно влијание во сферите во кои што работат, во таа смисла и во политика. Дали беседите за развојот на државата? Секако дека беседиме. Ние сме одговорни луѓе со силно изразено национално чувство, горди на својата татковина државата Република Македонија и од тука беседите за развојот на државата ни се секако теми кои многу често ги беседиме во рамките на нашите вечери, во нашите дружења, во нашиот клуб и така натаму. Дали тоа значи дека имате и сепак влијание врз општествениот и политичкиот живот во државата? Влијанието е преку поединечно делување на секој наш член брат. Значи зборувам како поединечно во рамките на неговото професионално, нивните професионални ангажмани, а како организација не. Што значи да се биде на добар глас? Да се биде на добар глас значи човек подготвен, постојано да работи на усовршување на самиот себе. Односно, секојдневно да се обиде да станува подобар, но не од другите, него подобар од самиот себе. Или тоа, како ние уште велиме, постојано да работи на обработка на сопствениот камен и фино полирање и мазнење. Масонеријата не познава етнички граници. Не познава. Се чини дека
на почетоците од формирањето имавте можност да стапите во контакт тогаш со дел од политичките водства во еден период со Бранко Црвенковски, потоа со Бучковски, со Груевски. Кој од властите има чувство, сенс во однос на постоењето и делувањето на масонската ложа? Господине Чомовски, слободната масонерија е всушност слободната масонерија е всушност дел од секое демократско општество. Во таа смисла и големата ложа на Македонија. Од самите почетоци, основањето на големата ложа на Македонија, сите досегашни големи мајстори, големи офицери, всушност ние имаме редовна и добра комуникација секогаш, и тоа е традиција која трае уште од 2005 година. Независно од тоа, во тој момент кој бил премиер на државата, кој бил председател на државата и така натаму. И тоа е сосема нормална и редовна комуникација. Впрочем, во пресрет на големи настани, секогаш наша делегација има можност да официјално се сретне со лидерите, конкретно сега со премиерот, со председателот на државата и всушност да ги информира за тоа што се случува и така натаму. Така да немаме ние одговор на прашањето со кој од премиерите, почнувајќи од 2002 година па се до денеска, таа традиција си оди во континуитет и независно од тоа кој во моментот е председател или премиер на државата. Дали масоните се своевидна екстериторијална зона? Во која смисла? Во смисла, за да влезете во храмот на големата масонска ложа, не може било кој веројатно да дојде. Па вие дојдовте денес. Меѓутоа, во договор со вас. Секако. Практички, храмот на големата ложа на Македонија пристап имаат само членови и наши браќа, кога доаѓаат на ритуална работа и секако не го разбирам во оваа смисла екстериторијална, меѓутоа сепак ова е за членовите на големата ложа на Македонија. Во масонеријата исклучиво членуваат мажи. Жените не се дел од масонеријата. Зошто? Тој кај нас така во светот, кај нас во Македонија е така, но во светот веќе не е така. Има голема ложа женска во Англија, женска голема ложа во Австрија и така натаму. Но во Република Македонија се уште ние сме голема ложа на Македонија ред со членовите мажи. Дали имат цели масонски семејства? Во која смисла мислите? Членови. Ние сме веќе 25 години слободна масонерија во Република Македонија, од првата ложа Скопје во 2000 година и 20 години голема ложа на Македонија. Од тука веќе неколку генерации масони се наши членови, од најстари до најмлади. Во масонеријата всушност синовите на масоните се луфтони, односно тие секако може да станат членови на нашето братство, но низ постапка која е сосема подеднаква како и за секој останат кандидат, така да секако дека имаме синови на наши браќа, тие се наши браќа и така натаму. Се обидувате умешно да ми заобиколите на одговорот во делот, бидејќи сепак вашето делување пред се во насока на хуманистичката дејност, меѓутоа како делувате во делот на развојот на државата? Уште еднаш ќе повторам, господине Чомовски, ние како организација, односно како здружение, како ред голема ложа на Македонија, организирано тоа не го правиме. Но нашите членови, нашите браќа, надвор во профаниот, секојдневниот, професионалниот свој живот, всушност преку своето лично делување, тоа го прават и работат секојдневно за развојот и просперитетот на државата. Но организирано како ред, масонски ред, не. Кога споменавме дека меѓу себе се ослувате како брат, има ли разлики помеѓу браќата во концепцијски, политички, партиски
етнички? Знаете како, господине Чомовски, секој во слободната масонерија, секој може да си го каже своето мислење, да го каже својот став, и тоа што тој став ќе биде различен од мојот став, не значи дека не прави да бидеме различни. Тоа е убавината, шареколикоста, тоа ја прави нашата слика уште поубава и нашите беседења со силните аргументи, едни, други, трети и така натаму, направи уште да се чувствуваме поубаво и да имаме секогаш уште повеќе желба да бидеме присутни тука, надвор од работите поврзани со ритуалот на секоја ложа. Немаме ние никакви проблеми од етнички карактер, во смисла на, затоа што тоа е во основата на нашиот ред, на национални, етнички, верски, такви проблеми немаме, а дека во братството има браќа кои имаат различни ставови, мислења за одредени теми, тоа е оно што не прави побогати. Масоните го креираат, го водат светот. Колку оваа констатација е точна? Па добро, јас постојано слушам и читам дека масоните, веројатно масоните, се мисли на масоните кои се во рамките, повторам, по неколку пати повторам, веројатно мислите на членови на масони кои сепак се во профаниот свет, се влијателни луѓе и во таа смисла, инаку организирано одговорив. Самиот факт што се одваживте да ја прифатите поканата за интервју, дали тоа значи дека се отварате кон јавноста? Секако тоа значи дека се отвараме, но ово отварање во јавноста не почнува од мене. Всушност и поранешниот голем мајстор Живко Груевски прв во 2008 година излезе во јавност. И тоа продолжува со поранешниот најпочитуван голем мајстор покојниот Јовица Угриновски. И така натаму. Така да не е ова некоја ексклузива која јас ја правам, но секако во пресрет на големите јубилеи всушност сметам дека е тоа добро за пошироката јавност да се запознае. Всушност 450 браќа од цел свет ќе бидат присутни овие неколку дена во Македонија, односно во Скопје. И сметам дека е добро по пошироката јавност да знае за нашата историја, да го знае моментот во кој се наоѓаме ние и од прилика е тоа. Благодарам за интервјуто. Благодарам и на вас и до скоро видување. Тоа беше интервјуто со Маријан Герасимов, голем мајстор на големата масонска ложа во Македонија. Годинешен лауреат на 11 октомври е академик Глигор Јовановски, пензиониран професор на Институтот по хемија науки. Најпрво, академик Јовановски, честитки за наградата. Благодарам. Македонија издвојува 5 пати помалку средства во науката во споредба со членките на Европската Унија. Во буџетот за минатата година во науката се издвоени скромни 0,129% за разлика од државите од ЕУ, кои за наука просечно трошат околу 0,75%. Вие во една прилика велите вложувањето во науката не е трошок, туку е инвестиција за иднината. Дали не знаеме да ја препознаеме иднината и потребата да се инвестира во науката? Да. Па видите, општо познато е во светски размери дека образованието и науката се двата најважни столбови за развојот на било која држава. Државите кои што навреме сватиле дека вложувањето во науката, а и во образованието, не е трошок, туку е инвестиција за развојот во иднина, всушност се многу поразвиени од нашата држава, еве да ги земеме сите европски држави, затоа што вложуваат средства кои што придонесуваат за нивниот општ развој, како што е, например, развојот на здравството, развојот на земјоделството, развојот на сите видови индустрија, понатаму чистата животна средина во тие земји. И воопшто,
сето тоа придонесува до подобар живот на граѓаните на тие земји. Ние како земја, моje мислење е дека се уште не сме сватиле дека вложувањето во науката и образованието се со такво големо значење и поради тоа во европски рамки барем каскаме и сме на дното на развојот практички. Значи плаќаме голема цена. Ако евентуално еден ден сватиме дека тоа треба да се смени, може да се очекува во наредниот период да имаме нагорна линија на развојот. И јас би сакал во оваа пригода да спомнам дека оваа година, во 2025, на самиот почеток на годината, беа покажани некакви позитивни знаци за менување на состојбите во овој поглед. Имено, познато е дека беше распишан конкурс за доделување на домашни средства за домашни проекти, кои што не беа доделувани во изминатите 15, можеби 20 години. Средствата беа наменети за државните универзитети и за МАНУ. Мислам дека колку што ја следев јас таа активност, беа доделени доволен број како за почеток на проекти и сумите кои што ги следат тие проекти, мислам дека се вака во позитивна смисла многу зголемени за разлика од претходните периоди од пред 15-20 години кога се добива може 5 до 10.000 евра за проекти, сега тие се неколку, колку што мене ми е познато, 100 и повеќе илјади евра. Академик Јовановски, Македонската академија на науки и уметности презеде своевидна иницијатива за оформи генерална стратегија за развој на Македонија до 2050 година. Дали со неа ќе се кодифицираат сепаратните и бројни стратегии во МАНУ за економски развој, енергетика, за земјоделие? Да, точно е тоа дека МАНУ се изјасни позитивно на овој повикот од страна на владата да учествува во подготовка на една таква стратегија за развој на Македонија во наредните, би значило тоа 25 години до 2050 година, секако со кадри на МАНУ, но и со кадри од универзитетите и од научните институти. Јас верувам дека МАНУ ќе опстои на тоа ветување и дека ќе се подготви таква стратегија. Меѓутоа, ние многу често, откако сме носеле разни стратегии, па и во рамките на МАНУ, во она втора фаза по донесување на стратегиите, не сме го положувале, така да речам, испитот, затоа што многу тешко ги реализираме предвидените активности и чекори кои што треба да бидат преземени за да се реализира некоја стратегија. Во изминатите години Академијата има донесено низа стратегии. Колку тие стратегии се земаат во предвид во однос од страна на државата и се имплементираат? Да, еве јас направив еден преглед за да не говорам напамет. Добро. Има донесено МАНУ во изминатиот период, ми се чини 6 стратегии. Првата е уште од минатиот век, 1997 година, за економски развој. Потоа за извоз, за развој на земјоделството, за унапредување на здравствената заштита, за развој на енергетиката и последната стратегија и за искористување на обновливите извори на енергија. Оваа последната датира од 2010 година. Како што гледате, овие стратегии се веќе застарени, особено тие први 3-4, кои што се при крајот на минатиот век и почетокот на овој век, така што веројатно многу тешко ќе се најдат таму определби кои што може да бидат наголемо искористени за новата стратегија. Новата стратегија треба да одговара на новите состојби во кои што се наоѓа државата, така што мислам дека инкорпорирањето на определбите на тие видувања во рамките на тие стратегии на МАНУ не би помогнале многу при правење на... Според вас, каква стратегија е потребна, генерално да говорам, за развој на државата, од аспект
од економски аспект, социјален, политички, меѓународен? Знаете што сега влегуваме во расправа која што бара долго размислување за начинот на пристап при подготовка на таа стратегија. Значи, што се би опфатила стратегијата треба допрва да се види. Ако речете ќе направиме стратегија за развој на Македонија во наредните 25 години, не е јасно што се треба да опфати стратегијата. Меѓутоа, секако дека развојот на образованието, на науката, на здравството, на земјоделството, животната средина, проблемите што се појавуваат и така натаму, треба да бидат дел од таа стратегија. Ману не смее да молчи ако има знаење, можности, капацитети да советува и да дава стратегиски насоки. Вели председателот на Академијата Живко Попов. Колку се земаат во предвид мислењата на научната фела, пред се на највисоката научна установа? Да. Па не би рекол дека се земаат предвид, генерално земено. Јас одговорот на ова прашање ќе го илустрирам со еден пример. Кога славеше Ману во 2017 година 50 години од постоењето, беше подготвена една монографија која што се однесуваше на приоритетите на идниот развој на Република Македонија. Во рамките на оваа монографија беа вклучени неколку поглавја, меѓу другото и поглавието за состојбите во образованието и науката и мерките што треба да бидат преземени во иднина. И ние ја подготвивме стратегијата. Јас бев замолен од страна на тогашниот председател на Ману да го подготвам текстот за образованието и науката. И првиот дел од тоа поглавје се однесуваше на еден осврт на состојбите и проблемите во образованието и науката, а вториот дел се однесуваше на мерките за надминување на тие состојби. Се сеќавам, набрзо после прославата, Ману беше посетена од страна на тогашниот премиер и ние му ја подаривме книгата, монографијата, и се сеќавам на посветата напишавме дека се надеваме дека овој пат институциите, одговорните министерства на владата, начело со премиерот, ќе се ангажираат да ја проучат стратегијата и да преземат мерки и чекори за подобрување на состојбите покрај другото и во рамките на образованието и науката. И навистина се надевавме дека ќе има некаков одек, но во периодот што следеше немаше никаква повратна информација, немаше никаков одек и еве тоа е одговор на прашањето колку се земаат предвид определбите на Ману во различни видови на стратегии. Не ве загрижува тоа? Не ве на некој начин ве резигнира? Па на некој начин ме загрижува, само знаете што, ако досега не сме биле успешни, тоа не значи дека треба да се предадеме. Треба да веруваме дека во иднина ќе направиме некои чекори за подобрување на состојбите, па се надам дека овој пат, ако се донесе новата стратегија за 25 наредни години, како ќе се развива земјата, владите кои што ја раководат земјата во определен период, па после се менуваат една со друга, не треба да размислуваат за тоа што треба да се направи, туку на кој начин, колку квалитетно и колку брзо ќе се реализираат определбите на стратегијата. Зошто немаме на некој начин континуитет во водењето? Туку со секоја промена на власта се нудат некакви решенија, некои нови стратегии. Па главно неаме затоа што генерално земено, како и во многу други дејности, ние сметаме дека кога ќе дојдеме на чело на нешто, на било која институција, да речеме на чело на Ману, на чело на владата, на чело на некое министерство, на чело на некоја компанија и така натаму, мислиме дека од тогаш почнува светот и векот. Немаме континуитет поради тоа.
според мене, не би требало, например, министер за образование и наука да прави реформа на образованието и науката во периодот од тие 4 години. Реформите и долгорочните промени се прават со долгорочни стратегии. Ако направиме долгорочна стратегија, тогаш може да се очекува да има и континуитет. И поради тоа ние имаме проблеми со реализацијата на Неколку стожерни истражувања за минералите во Македонија со научна монографија издадена пред повеќе од една деценија. Какви се економските потенцијали од нивната експлоатација? Па видите, ние тие истражувања кои што влегува во монографијата пред тебе 13 години веќе објавена, не ги правевме со цел да придонесеме за економските придобивки. Ние како хемичари таму учествувавме двајца и еден геолог, професорот Боев од Рударско-геолошкиот факултет во Штип во тоа време. Така што за економските придобивки јас малку погледав во литературата и на интернет и најдов еден показател кој што можеби зборува за тоа какви се економските придобивки од користењето на рудните богатства, така да речеме. За 2024 година 5 најголеми рудници во Македонија, тоа се Саса од Македонска каменица, Злетово, сега е познат под името Булмак од Пробештип, Боров дол од Радовиш, Бучим од Радовиш и Мермерен комбинат од Прилеп, од продажбата имале приход од околу 260 милиони евра. Сега, мене, ако ме прашате, оваа сума не ми значи ништо, затоа што не знам, например, од тие средства колку има придобивки државата, колку остануваат во нашата земја, колку одат во странство, затоа што собствениците се од странски земји најчесто. Но еден показател кој што покажува колку придонес дава искористувањето на рудното богатство во нашата земја. Инаку, бидејќи ја спомнавте монографијата, таа беше подготвена за да на нашата научна јавност, а особено на светската научна јавност, затоа што книгата е објавена на англиски јазик, и ставиме до знаење колку изнесува тоа наше природно богатство, кое што изнесува околу 145 минерали, и тоа е околу 2% од вкупниот број на минерали што досега се најдени во целиот свет. Таа бројка на вкупниот број минерали во светот изнесува некаде околу 6150 до 6200. Со текот на времето се зголемува тој број на откриени минерали. Така што Македонија во светската мапа представува една точка, толку сме мала територија, а да поседувате 2% од минералното богатство во земјата, во целата земјина топка, мислам дека е голема работа. Академик Јовановски, Алшар, богатство за експлоатација или за истражување? Приказната за Алшар е многу интересна. Од мој аспект гледано, тоа богатство е повеќе за истражување, одошто за експлоатација. Инаку Алшар пред 100 и повеќе години, рудното богатство на Алшар се експлоатирало нормално во тоа време на многу екстензивен начин, меѓутоа со текот на времето се согледало дека придобивките од таа експлоатација не се доволно големи и се престанало со тоа. Меѓутоа, од аспект на истражувањата, Алшар е многу интересен локалитет. Тие 40, можеби 45 минерали има во локалитетот, а во меѓувреме можеби ќе се откријат уште. Не значи дека го ставаат Алшар на листата на најбогатите минерални наоѓалишта во светот. Тој на таа листа можеби се наоѓа некаде на дното на најбогатите со минерали, затоа што во светот постојат минерални наоѓалишта каде што има по 100, 150, 200, 300 различни типови на минерали. Приказната врска со Алшар, лорандитот што беше пронајден пред децении, беше единствен во светот.
првпат најден во Македонија и го немаше на друго место никаде. И таквите примероци се нарекуваат ендемски видови. Во Македонија има околу 7-8 такви ендемски видови, но со текот на времето се менува таа состојба, затоа што истражувањата се континуирани и во меѓувреме е најден, например, лорандитот во Русија, во Таџикистан и во некои други земји. Меѓутоа, од аспект на популарноста на наоѓалиштето, еве ќе ви кажам уште еден податок. Во 2009 година Алшар беше прогласено за заштитено подрачје и беше ставен во категоријата на споменик на природата, со закон на државата. Меѓутоа, тоа не траеше многу долго и после извесен период на години, не многу долг период на години, со посебен закон се укина оваа одредба дека представува споменик на природата, затоа што резултатите од истражувањата на тоа дали има злато покажаа дека има резерви кои што некои ги проценуваа дека можеби ќе достигнат и околу милиарда, веројатно во долари во тоа време се мереа, и Алшар го дадо под концесија и почнаа некои истражувања и така натаму. Јас морам да признам дека натаму не знам како заврши оваа приказна, ама ми се чини дека не е баш успешно и веројатно најпаметно е да се врати оваа определба, да се прогласи повторно Алшар за споменик на природата, да се уреди и да служи како еден пример за богатството што го поседуваме ние како држава и да биде еден вид туристичка атракција во земјата, како парк на природата. Академик Јовановски, рударството, развој или профит на сметка на екологијата? Сега што се однесува до екологијата, видите, во последно време познато е дека имаше доста искажена загриженост, алармантни состојби и така натаму со обидите да се отворат некои рудни капацитети во Македонија, во подрачје каде што земјиштето е обработливо, каде што има чисти води, реки и така натаму. И од тој аспект гледано, мислам дека реакцијата на жителите од тоа подрачје беше на место. Искажаната загриженост за алармантната состојба и така натаму, затоа што ако отворите рудник кој што нема да води сметка за животната средина, ќе ја загадува средината, ќе ја загадува обработливата површина, ќе ги загадува водите, подобро тој рудник да не се отвори. Но од друга страна, сега можеби овој вториот дел од одговорот ќе биде контрадикторен на првиот дел од одговорот. Ако го замислите, можете да го замислите светот без рудници. Еве, во последно време се гледа каква битка се води меѓу најразвиените, најголемите земји во светот, Америка, Русија, Кина и така натаму, битка за профит врзан за ретките елементи во светот, кои што ги бара, да речеме, автомобилската индустрија на електричен погон. Можете да замислите вие развиен сообраќај авионски, развиен железнички сообраќај, развиен патен сообраќај без метали, без користење на рудните богатства. Значи, тука некаква средина треба да се најде. Рудници не треба да се отвораат таму каде што земјата нуди нејзино обработување и користење, водите да не се загадуваат, меѓутоа таму каде што е наоѓалиштето далеко од обработливите површини, не би придонело за загадување. Ако евентуално е релативно оддалечено, а има потенцијална опасност да се загади средината, тогаш треба да се почитуваат нормите. Ако не се почитуваат нормите, рудниците кои што добиле дозвола да работат би требало да се затвораат или да бидат во меѓувреме притиснати, натерани да ги почитуваат прописите на државата. Кога велите дека треба да се инвестира во науката и во образованието, дали сметате дека е оправдан фактот од потребата од 25 универзитети? Дали не мислите дека на некој начин помалку образованието ни е и девалвирано, дека многу лесно денеска, за разлика од минатото, многу лесно
се стига до дипломи, до магистарски трудови, докторски. Да, овие 25 универзитети што ги спомнавте, мислите на приватните, така? Купно, која ќе се биде? Јас, колку што знам, во државата постојат 6 државни универзитети и околу 25 приватни. Купната бројка е некаде околу 30 на универзитети, ако не се лажам. А дури и да е малку помала таа бројка, и 20 да се приватни универзитети е голема таа бројка. Инаку, во принцип, по моје мислење, не треба да се има против приватните универзитети. Во развиените земји постојат приватни универзитети кои што се престижни и даваат голем придонес за развојот на науката и на образованието и воопшто за развојот на тие општества каде што постојат тие приватни универзитети. Постојат голем број на нобеловци кои што произлегуваат од тие универзитети и така натаму. Меѓутоа, во една мала земја каква што е Македонија, да постојат 25 приватни универзитети и уште 5-6 државни, мислам дека тие бројки за двете категории се преголеми. Ја мислам дека и 6 државни универзитети се преголеми. Јас направив една груба проценка, кога правите осреднување на вредностите статистички податоци, се знае дека статистиката може да биде многу неблагодарна, ама ако, на пример, предпоставиме дека во Македонија во моментот живеат околу 1.500.000 жители, бидејќи околу 500.000 предпоставката дека се отидени надвор од земјата со се семејства, голем дел од нив никогаш нема ни да се вратат и така натаму, нека има и 2 милиона. Да речеме дека би била подобра варијанта таа. Во просек на Македонија на еден универзитет и одговара околу 50.000 граѓани. Мислам, тоа е незамисливо. Така што, моето размислување оди во ваква насока. Тие универзитети, на кои што им било дозволено да бидат отворени, а не ги исполнувале условите, треба да се затворат. Или да се направи обид да бидат натерани да ги исполнат условите за да продолжат да работат. Ако тоа не може да го исполнат, треба да бидат затворени. Но тоа не значи дека треба да се донесе одлука да не се отвораат нови и дури и приватни универзитети. Значи, тоа не е решение. Ако се зголемат критериумите и се инсистира на тоа да се почитуваат, не е проблем да се отвораат приватни универзитети. Ако вадат квалитетен кадар, ако кадарот кој што ја одржува наставата, научната работа е квалитетен, тогаш нема проблем да се отвораат. А јас мислам дека е проблем и со овие 6 државни универзитети, бидејќи таа бројка е преголема, исто така. Но, ако еднаш се дозволило да се отворат, веројатно е многу тешко да се преземаат чекори за нивно затворање. Зошто денес е трка по литиум, а, например, во минатото доминираше бакарот, оловото, цинкот, никелот? Да, па видите, овие вторите елементи што ги спомнавте и сега доминираат од аспект. Ако ги тргнете нив од употреба, мислам, струја би имале пренесување на транспорт на струја без бакарни жици. Но да не навлегуваме тоа. Што се однесува до литиумот? Литиумот стана многу актуелен поради неговото користење за производство на батерии за електрични автомобили. Тоа е тоа што е актуелно и на сите ни е познат случајот со потенцијалното наоѓалиште отворање во Србија, отпорите што ги пружија и ги пружаат се уште локалните жители. Поради тоа литиумот стана актуелен. Сега, ако компанијата која што ќе го отвори рудникот нема искуство до тогашно со користење на тој тип на рудно богатство, а ви ветува дека ќе ги преземе сите мерки за заштита, се појавува сомнеш дека тоа можеби и нема да биде така. Ако вие еднаш ја загадите таа животна средина, ја загадите земјата, ги загадите водите, постои многу тешко да го сето тоа деконтаминирате. Треба да помине долг период за да тоа се случи. И поради тоа литиумот од една страна е многу баран, а од друга страна е потенцијална опасност за загадување на животната средина. Академик Јовановски, дали подготвивте научен подмладок и
Каков е интересот во делот на хемијата? Сега мислите како институт за Како хемија? институт? Да. Видите, проблемите со подготовка на кадар се многу комплексни поради тоа што во последно време, последните 15 на години, можеби и 20 години, се создаде еден огромен јас, една празнина, поради тоа што не се примаа млади, талентирани кадри за млади научни соработници во рамките на универзитетите. И еве јас ќе го кажам конкретниот пример со Институтот за хемија, тоа мислам дека генерално е ист случајот и со Природно-математичкиот факултет во целина. Институтот за хемија во еден период сите млади што ги имаше, ги унапреди во доценти, па после вонредни професори, редовни професори, и имаше еден период кога немаше ни еден асистент. И сега бевме доведени во ситуација експерименталните вежби да ги држат професорите. Тој јас, ако сте го направиле во текот на 10-15 години, за да го премостите, за да ги подобрите состојбите, потребни се толку години колку што поминале години за да се направи јазот. Значи, во образованието не можете вие со скокови да направите чекори напред, туку сето тоа треба да се прави континуирано. Со текот на времето, константно, континуирано, а и примањето на млад кадар. Еве, например, државата, јас сум размислил, може да реши оваа година да издвои, да речеме, 100 милиони евра за опремување на лабораториите на сите универзитети државни во земјата. Тоа може би од материјална гледна точка е голем проблем, ама може да се одвојат. И ако се искористат, би било тоа голем скок за создавање на предуслови за бавење со научна работа. Меѓутоа, вие таа опрема треба да ја ставите во рацете на млад кадар. Ако го немате кадарот, опремата сте ја фрлиле. Не можете да ја искористите. Значи, треба континуирано да финансирате примање на млади. Така што ние на хемија, ако еден период не сме имале воопшто млади, како сме можеле да создаваме кадар кој што ќе се занимава, например, со проблеми на заштита на животната средина. Тоа не значи дека воопшто нема, ама не сме имале доволно за да се подготвиме како што треба. И затоа мислам, овој проблем врзан со кадровската политика досега во Македонија во рамките на високото образование е многу тежок за решавање, и ако не се освестиме во иднина континуирано да примаме млади, и тоа најдобрите, да не ги пуштаме да одат во странство, иако не би требало да биде забрането одењето во странство. Например, нашите кадри би требало да бидат пуштени да одат надвор, да се специализираат, например, да докторираат надвор, еден дел од нив, но после да им се создадат во државата доволни предуслови во поглед на опрема, за да кога ќе се вратат, да имаат приближно еднакви услови како во лабораториите во странство, каде што се стекнале со тој висок степен на научна подготвеност. Ние за сега такво нешто не сме креирале како политика. Ако успееме тоа да го направиме, а тоа не може да се направи за 1-2 години, веројатно треба да поминат 10-15 години, тогаш можеме да очекуваме напредок и развој во рамките на образованието и науката во земјата. Ви благодарам за интервјуто и за гостувањето во емисијата. Благодарам и за поканата. Со Националниот центар за вештачка интелигенција Везилка во Македонија станува активен партнер, а не само наблюдувач во развојот на дигиталната трансформација. А токму вештачката интелигенција зема се поголем замав. На оваа тема подолг период работиме и соработуваме со СЕМОС Едукација, токму околу развојот на вештачката интелигенција и дигиталната писменост. И во ова издание на Трилинг за вештачката интелигенција следуваат следните неколку минути.
Во изминатата година, вештачката интелигенција или AI престана да биде само технолошки тренд. Таа стана дел од секојдневната работа во многу професии. Денес не е потребно да станете експерт или да знаете како да програмирате за да ја користите. AI е веќе достапна за сите. Еве што значи тоа во пракса, објаснето преку неколку примери, сектори и професии. Во финансискиот сектор, AI се користи за обработка и анализа на податоци со поголема брзина и прецизност. Преку алатки како Copilot и ChatGPT, финансиските професионалци може да креираат извештаи, да анализираат финансиски документи и KPI индикатори, да следат усогласено со интерни процедури, да предвидуваат финансиски трендови и сето тоа без да губат време на рутински задачи. Тоа значи дека тимовите може да се фокусираат на суштинските аспекти од работата, додека AI ги поедноставува техничките процеси. Во маркетингот, AI се користи за креирање визуелни кампањи и дизајнирање визуелен идентитет, пишување ефективни пораки, планирање стратегии, базирани на однесувањето на потрошувачите, па дури и да се пишува копи што продава. AI анализира податоци од различни извори, препознава трендови и помага да се креираат содржини што навистина допираат до публиката. Тоа не значи дека креативноста исчезнува. Напротив, AI ја засилува со што маркетерите добиваат повеќе време да се фокусираат на иновација и автентичност. Во областа на човечките ресурси, AI се користи за предиктивна аналитика, со која HR професионалците може да планираат потреби за нови вработувања и да оптимизираат процеси. Дополнително, AI се користи за следење и оценување на перформансите на вработените, со цел да се подржи нивниот професионален развој. Наместо субјективни проценки, HR тимовите добиваат податоци и алатки за објективно и континуирано следење, што води кон подобра мотивација и издржување на талентот. Оно што е важно да се разбере е дека AI не е замена за човечкиот фактор, туку е поддршка. Во суштина е алатка која ни овозможува да работиме поефикасно, да донесуваме подобри одлуки и да се фокусираме на она што навистина има вредност. Креативноста, стратегијата и човечката комуникација. AI не ја заменува експертизата, туку ја надополнува. Во Симос Едукација, уште од 2019 година, активно нудиме обуки за вештачка интелигенција. Нашата цел е да ги приближиме овие технологии до професионалците од различни индустрии. Не за да станат програмери, туку за да научат како да ги применат AI алатките во својата работа. Имаме специјализирани обуки за финансии, маркетинг и човечки ресурси, каде учесниците добиваат практични знаења и конкретни вештини. Од правилно пишување на промптови до анализа на податоци, автоматизација на процеси и користење на AI агенти. Нашиот пристап е едноставен. Да ги направиме AI алатките достапни, применливи и корисни за секој што сака да работи поефикасно, да се развива и да остане релевантен во својата професија. Овој викенд во кој граѓаните ќе имаат можност да гласаат на престојните локални избори. За новите градоначалници ќе се знае за 2 недели. Следевте Трилинг, довидување до идниот петок.